Во најновото издание на Дневникот на ТВМ ќе гледате. Охриѓани на неславно прво место по иселување од државата. Охрид се уште нема прскано од земја против комарци. И оваа сезона без јавни тоалети на фреквентни места во туристички Охрид. Ознака сончоглед за селските домаќинства кои сакаат да се занимаваат со туризам. Ципрас бара 1/3 отпис на долгот за Грција. Се овие како и за останатите содржани во Дневникот по временската прогноза. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид преовладуваше сончево и многу топло време, со максимална дневна температура од 32 степени Целзиусови. Воздушниот притисок 1018 хектопаскали ја беше измерен УВ индекс со вредност 9. Во среда на Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров времето сончево и многу топло. Сончево ќе биде и во делови од Франција и Источна Европа. Во останатите предели од континентот умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици, а на места и со услови за невреме. Максималните дневни температури од 37 во Мадрид и Скопје до 15 степени во Осло. На Балканскиот полуостров утре е сончево и многу топло време со температури кои ќе бидат надпросечните за овој период од годината. Максималните дневни ќе се движат од 31 до 38 степени Целзиусови. Во Македонија во среда не очекува тропски ден, ќе биде сончево и многу топло. Утринските температури од 12 до 22, максималните дневни од 29 до 40 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Во Скопје утре сончево и многу топло време. Утринската температура 19, а максималната дневна до 37 степени Целзиусови. И во Охрид во среда вистински тропски ден. Времето сончево и многу топло со слаб северозападен ветер. Утринската температура во нашиот град 16, а максималната до 33 степен Целзиусов. УВ индексот ќе има вредност 9. Топлото време продолжува и во деновите кои предстојат, а незначителен пад на температурите може да очекуваме во петок и сабота. Утринските од 13 до 16, а максималните од 28 до 33 степени во Охрид. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Ново инвитро оплодување во Охрид. ПЗУ Захариевски во соработка со врвни експерти од Европа. Сите испитувања бесплатно инвитро на едно место. Остварете ги вашите посакувања. Ве очекуваме. Хотел Тино Охрид, спа и велнес центар за совршена релаксација на телото и духот. Во незаборавен амбиент на населбата Свети Стефан уживајте во благодетите на сауна, парна бања, џакузи, фитнес центар, надворешен, внатрешен и детски базен. Убавина на вашето лице и тело со бројни масажи, козметички третмани, ексклузивни пакети, обучени кадри. Дневна карта за користење базени и спа центар е 750 денари. Резервации на телефон 046 209 340. Тино, спа и велнес.
Добар ден, го следите првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе од половина македонци кои се иселиле од државата изминативе години се охриѓани. Ова го говорат податоците со кои неодамна излезе Државниот завод за статистика во однос на движењето на населението. Нашиот град убедливо го држи првото место по бројот на граѓани кои спасот од тешката финансиска ситуација го побарале во белиот свет. 375 охриѓани само изминатава година решиле да го напуштат родното огниште и спасот од тешката финансиска ситуација да го побараат во странство. Ова се дел од фрапантните податоци со кои минатата недела излезе Државниот завод за статистика, а кои се однесуваат на миграциите на населението. Само во 2014 државата ја напуштиле 740 граѓани во потрага по подобар живот. Охриѓани се наоѓаат во самиот врв на уште еден негативен тренд, а тоа е миграцијата во некои од другите градови во државата, каде единствено пред нас, според статистичките податоци, котира главниот град Скопје. Ова болно прашање им го поставивме на охриѓани, зошто тие мислат дека младите го напуштаат Охрид и заминуваат по белиот свет. Па нема работа, тоа е сите работа. Не е решен статус за младите, затоа бегат. Ете, моите се бегани во Канада. Неполни колку години се таму, сега кредити и таму, ама си го реши и стамбено прашање и работа се вработија на тоа, на струката. А тука не знам още колку години да беа, немаше да се запослат. Не е ова прашање од сега може златно дете, од подамна е. Од секош бегале, Македонија е печалбарска земја. А непогоденијата што беа последниве 10 години, 15, што се изнаправија, то повлече и сетне сакат на брз начин да се збогатат. Не се обогатува човек на брз начин. Се сакат работа. Тешко се печели. И веројатно немајќи работа, запослување и слични проблеми такви, веројатно за подобро нешто. Појќето е ради градов многу малу се имат вложено. Значи 10 години не е направено ништо. Многу народ имат незапослени, посебно младите. И се одлучуве да бегат или ќе влезит негде, земат 10.000. Не му стасват, само не му на сметки. И во тоа е случајот што бегат луѓето. Кај има тендере, човек таму одит. Парите, да. Иначе и овде се живеет и таму се живеет. Овде се живеет супер убаво, ама ќе имаш сепо ако ти е полно. Високата стапка на невработеност е основната причина поради која младите заминуваат од градот и државата, според народните избраници од Охрид во Македонското собрание. Претеникот Александар Николовски вели дека справувањето со прашањето на иселувањето на граѓаните е најголемиот предизвик. Последните бројки ги немам видено, но генерално можам да кажам две работи. Првата работа е дека во целиот изминат период, не само за Охрид, за целата држава, правиме напори да се реши основното прашање, а тоа е што подобар економски стандард, односно прво отварање на нови работни места и второ, секако, што подобра перспектива и на младите луѓе, но и на сите оние кои што си ја гледаат иднината во државата. Тоа не е лесен процес. Да подсетам дека кога во 2006 година првпат го добивме мнозинството во парламентот, 38% од населението беше невработено, бројка која што беше апсолутен рекорд во Европа во тоа време. Во овој момент е нешто над 26%. Секако тоа е многу, но е подобро од оно што било претходно. Инаку во последните 4 години најголема бројка на одселени лица од државата имало во 2012-та, кога од државата заминале 1330 граѓани, додека изминатата година тоа го направиле 740. Секако овде мора да се земат предвид и бројните граѓани кои заминале во странство, а немаат регулиран престој, односно живеат и работат на црно во некоја од западноевропските држави или на американскиот континент. Во општина Охрид се уште не е извршена дезинсекција од земја. Локалната самоуправа има законска обврска да спроведе прскање против инсекти. Во меѓувреме во Охрид во ноќните часови се забележува наезда од инсекти, за која појава граѓани веќе реагирале до локалната.
Општина Охрид се уште не го спровела земјеното прскање против комарци за оваа летна сезона. Доцна исполнувањето на законската обврска на општината од Законот за заштита на населението од заразни болести. И додека се чека да се реализира овој зафат, во ноќните часови во Охрид има наезда од инсекти во разни делови од градот, а посебно е видливо покрај кеот на езерото. Охриѓани се зачудени од појавата на бели ноќни пеперутки кои во роеви се појавуваат околу осветлувањето на кеот. За оваа појава граѓаните коментираат дека надлежните треба да консултираат ентомолог од Земјоделскиот институт во Скопје за да се утврди видот на овие инсекти. Од локалната самоуправа велат дека знаат за појавата која според нив не е сериозна. Текна изминативе 2-3 работни дена веќе кажав дека стигна до нас определени поплаки и повеќе би рекол загриженост од страна на совесни граѓани за влијанието на сите овие инсекти кои што се појавиле во текот на ноќните часови. Разговаравме со лица од стручните служби од Оделението за комунален развој и од Оделението за екологија, разговараа со епидемиолози и стручњаци во тие насоки и области кои што упатувањето на тонови на смирување, дека нема никаква опасност, едноставно само непријатна ситуација. Спасот од комарците кои се преносители на заразни болести, како и досадните инсекти, како што се мувите, скакулците, карлежите, а сега и од ноќните пеперутки, за кои се претпоставува дека се губари, посебно опасни за дрвјата, се гледа во прскањето со инсектициди. Во мај и јуни, во 2 наврати на територијата на општина Охрид имаше аеросолна авионска дезинсекција, која ја спроведуваа Министерството за транспорт и врски и Министерството за здравство. Од локалната самоуправа побаравме одговор зошто доцнат со земјеното прскање. Информираа дека им пропаднал првиот тендер за избор на фирма за дезинсекција, ама во тек е втор за кој очекуваат дека ќе биде успешен. Не сум од Оделението за јавни набавки, меѓутоа позитивни вибрации има од Оделението за јавни набавки. Значи да почекаме 7 работни дена, неколку работни денови, па ако треба ќе осоопштиме името на фирмата од која што се набавени материјалите. Целта е овие несакани појави да исчезнат. Од Центарот за јавно здравје пак велат дека доколку се избере фирма за прскање и сега не е доцна да се интервенира. Лани општината во месеците јуни и јули реализира 2 прскања од земја, а за таа намена беа потрошени околу 900.000 денари. Охридските туристички водичи на фронтовска линија помеѓу клиентите кои ги водат на разглед низ градот и кафанџиите поради немањето на јавни тоалети на фреквентни места во туристичкиот бисер. Ваков е ставот на Сдруженијето на туристички водичи КЕј. Од ова здружение укажаа дека проблемот се провлекува неколку децении, а ниту една гарнитура на локалната власт во Охрид не успеала да се справи со тоа. Туристите кои го посетуваат стариот дел на Охрид се соочуваат со проблемот на немањето јавни тоалети. Дека постојат вакви објекти, туристичките водичи не паметат уште од времето на стара Југославија, како што нагласи претседателот на Сдруженијето на туристички водичи КЕј Охрид Климент Наумов. Тој додаде дека со локалната власт по 2 пати во годината се среќаваат и на секој состанок го актуализираат овај проблем, но досега нивните преговори не вродиле со плод. Ние сме како туристички водичи ставени во крстен оган, значи се наоѓаме на фронтовска линија помеѓу нашите клиенти, гостите кои што ги шетаме низ градот и кафанџиите. Значи ова еснав, знаете, многу е непријатно кога треба да замолите за одредена група да го посети тоалетот на одреден ресторан. За жал, овај проблем треба еднаш за секогаш да се реши, барем 3 јавни тоалети да се изградат, не да се постават како временно решение, туку да се изградат и да бидат за век и веков. Немањето доволно јавни тоалети пак не е оправдување за многумина од граѓаните кои како јавни вециња го користат и просторот во дел од црквата Света Софија, нагласува Наумов. Можеби тоа е причина што после поставувањето ограда околу црквата капиите по 17 часот се заклучени, на што реагираат и граѓани и туристички водичи. Наумов проговори и за достапноста за посета на црквата Света Софија од страна на туристите. Па и еден апел и до Македонската православна црква кога станува збор за вработените во сакралните објекти, конкретно и црквата Света Софија, да поведат малку сметка и за работното време. Значи, и мене ми се случило да најдам на затворена црква,
сепак тука и користиме некои, значи се јавуваме по телефони, па се случува и да не ја посетиме. Значи како дел од итинерерот програмата на доста туристички агенции би требало црквите овие барем неколку објекти во градов да бидат отворени до 19 или до 20 часот за посета. Неколку текапи и денес беа затворени. Посетителите можат да влезат само од главниот влез. Наумов смета дека одговорните од Дебарско-Кичевската епархија имале добра причина, односно покрај за заштита на црквата од несовесните граѓани, исто така и да не се паркираат возила во предворието на црквата кое до пред поставување на оградата важело за локален паркинг. Наумов се надева дека постепено ќе се решаваат сите проблеми на полето на туризмот, притоа потенцирајќи дека локалната успешно се справила со проблемот со нелегалните туристички водичи. Ознака сончоглед ќе добијат сите регистрирани селски домаќинства од руралните средини кои нудат услуги на подготвување храна и услуги на сместување за туристите. Во Охридскиот регион досега издадени само 8 решенија за добивање на ознаката, информираат од секторот за туризам и локален економски развој. Инаку сончогледот се добива по исполнување на одредбите од неодамна донесениот правилник за начинот и поблиските критериуми за добивање на ознаката во селските домаќинства во руралните средини од страна на Министерството за економија. Странските туристи нашата земја ја доживуваат како екзотична дестинација која нуди природни убавини, традиција и културно-историско наследство во комбинација со вкусна традиционална кујна и топло гостопримство. Ова го препознаваат голем број туристички работници кои се повеќе нудат пакети со еко и планински туризам, вински, рурален туризам. Селските домаќинства во руралните средини од крајот на минатата година треба да се евидентираат како вршители на угостителска дејност. Донесен е и правилник од Министерството за економија, а со исполнување на условите од него се добива и ознака сончоглед. За селските домаќинства од нашиот регион решенијата се издаваат од страна на секторот за туризам и локален економски развој. При нашата општина од почетокот на годината па досега издадени се само 8 решенија и тоа само за подготвување на храна до 50 лица. Од секторот за тлер потенцираат дека станува збор за селата Куратица, Елшани и Велестово. Инаку селските домаќинства представуваат функционална единица на една семејна фарма каде што на гостите во зависност од видот им се даваат угостителски услуги за подготвување и послужување на ладни топли јадења, пијалоци и напивки вообичаени за крајот во кој се наоѓа селското домаќинство, главно од домашно производство. Во правилникот е наведено дека најмногу 50 лица може да бидат послужени и сместени, а гостите консумираат земјоделски производи произведени во тие домаќинства. Под храна и пијалоци типични за регионот на едно селско домаќинство се смета она што е подготвено на традиционален начин и дадено како услуга на клиентот на самата локација. Со категоризацијата на селските сместувачки капацитети во руралните средини, Министерството за економија во исто време ќе врши и промоција на овој вид сместувачки и гостителски објекти. Промоцијата треба да помогне ознаката сончоглед да стане препознатлива кај странските туристи кои ја посетуваат Македонија, за да уживаат токму во убавините на руралните предели на нашата земја. Денес се празнува раѓањето на Свети Јован Крстител или во народот празникот познат како Иванден. Со Иванден се поврзани многу обичаи и верувања, но најповеќе се однесуваат на билките и верувањето во нивната магиска моќ. Билкарите велат лековитите треви собрани од Иванден па натака имаат неверојатна моќ за лекување на разни болести. Меѓу поголемите летни празници што македонскиот народ ги празнува со многу обичаи и верувања, спаѓа и празникот во народот познат под името Иванден, празникот посветен на раѓањето на Свети Јован Крстител. Ритуалите со билките представуваат еден од најважните елементи поврзани со Иванден, а тие пак исто така се остаток од старите словенски верувања, вели за телевизија ТВМ билкарот Чедо Андрески. За Иванден претежно се бере Иван од свеќе кој што се реди во плачките за против молци. А за Иванден останато стари престари од дедо пребаби, останало жолтиот кантарионше овој, од овие 7 сантими нагоре, овие гранчиња со цветов, и поготово се стават и неколку гранчиња од ајдучкава трева, подоготово од цветот од ајдучка трева. И тоа треба да се стави во маслиново масло, треба најмалку да стоите на 7 недели на сонце. Тоа е најголем лек за рани, за пресечено, за изгорено. Случајно грло воспалено, крајници,
меури во забите, устата. За грлото, против рак на грло, на желудец, поубав лек од него немат. Доказ, ако сакате, има одлакочена жена, докторите во Љубљана се чуделе одошто го излечила желудецот. Билките се собираат во месец јули и август, почнувајќи од Иванден, нагласува Андрески. Лековитата моќ според него почнувала од тогаш. Ја никогаш не носам пред Иванден, оти тогаш не се квалитетни тревите, не сакам да го лажам народот, не сакам да му земам нечестни пари. Дај честна роба, дај добар чај, да бидеш благословен, да сам човек те барат, кој ќе види добрина за себе. Тоа е многу страшно што него цената, да се луѓето благодарни некој баре што дошол, на пазар што му донесол. Оти ние билкарите, не може секој да биде билкар што носи на пазар, нека може, многу ќе ми се налутат. Билкар прав е, оне кој што оди по планини, кој што се мачит, кој што излагува троши едно друго, е изложен на опасности и од погани, и од девини, од мечки, од волци, од све, и од опасности. Андрески жали што луѓето од постарата генерација малку ги познаваат билките. Смета дека тие на младите треба да им го пренесат своето знаење за лековитата моќ и начинот на собирање, сушење и подготовка на билни напитоци. Инаку денешниот празник го чествува раѓањето на Свети Јован Претеча, кој е наречен крстител, затоа што го крстил Исус Христос. Со своето учење тој му предходел на Исус, одел пред него и го најавувал неговото доаѓање. Свети Јован е една од ретките личности во христијанската вера покрај Исус Христос и Богородица, кому Светата црква му посветила повеќе празници. Раѓање на Свети Јован Крстител Иванден, одсекување на главата на Свети Јован Крстител, собор на Свети Јован Крстител и така натаму. Од тука може да се види значењето на овај лик во христијанската вера и воопшто во верувањата на нашиот човек. Се е подготвено за јубилејното 55-то издание на најреномираната манифестација од областа на културата, фестивалот Охридско лето. Директорката на фестивалот Елизабета Јанкуловска вели дека годинешниот јубилеј ги обврзува сите и токму поради тоа исклучително е важна поддршката која ја добила по организацијата на годинешното издание на фестивалот. Денеста имаше работна средба со охридските пратеници во Собранието на Република Македонија, во која се разговарало околу последните подготовки за свеченото отварање. Се дотеруваат последните финеси пред почетокот на јубилејното 55-то издание на нашата најреномирана културна манифестација, фестивалот Охридско лето. Директорката на фестивалот Елизабета Јанкуловска вели дека сите сцени на кои ќе се играат прекрасните театарски представи, на кои ќе се изведуваат некои од најзначајните светски музички дела, се подготвени да ги примат изведувачите, но и верната публика која од година во година го следи фестивалот. Ние имавме една убава работна средба каде што почитуваните пратеници ги информиравме до каде сме со подготовките. Тоа сега ќе го повторам и пред вас. Ние сме кон крајот, како што не кон крајот, ние сме завршени. Веќе вчера на Балканскиот фестивал потврди дека и сцената Долни Сара е готова, бидејќи е освежена и искречена. Антички и самите знаете дека даските се кон крајот и дека некои мали ситници и декорации се завршуваат, за да почнеме веќе од утре да ги чекаме екипите и техничките подготовки за свеченото отворање во недела на 12 на Антички театар од 21 часот со сценската кантата Кармина Бурана и шпанската продукција La Fuera del Baus и македонската опера и балет и Македонската филхармонија. Денес менаџментот на Охридско лето оствари работна средба со двајцата охридски пратеници во Собранието на Република Македонија, Александар Николовски и Сашо Василевски. Би сакал да искажам задоволство прво што Охридско лето конечно функционира во едни простории кои што го заслужуваат имиџот и реномето на овој фестивал и едно пријатно картче за работа прво на вработените кои што прават навистина големи дела за фестивалот и за градот и за целата држава, а понатака и за сите оние уметници кои што доаѓаат тука. Понатака да ја поздравам исклучително амбициозната програма која што ја има оваа година Охридско лето, не само отворањето кое што е спектакл сам по себе, туку и целата програма, затоа што доаѓаат навистина уметници, артисти од светски калибар, кои што се големи имиња во својата област без разлика каде настапуваат, дали настапуваат во Охрид, во Милано, во Берлин, во Мадрид, тоа се имиња кои што сами по себе значат многу. Пратеникот Василевски пак вели дека фестивалот Охридско лето е бренд во македонската култура кој е препознатлив во целиот свет. Кога ќе има еден посветен тим,
еден креативен тим има и успеси. Ова година е 55-то отварање на Охридско лето. Ќе биде повеќе од спектакуларно, со една богата програма, со врвни уметници од целиот свет, 40 дена убави настани, представи, ширење на културата и на една позитивна енергија, која Охрид и Охридското лето ќе ја даде. Ние како пратеници не доаѓаме чисто денеска протоколарно, нашата соработка е преку целата година, нашето лобирање во парламентот, со носење на буџетот. Денеска директорката не запозна со проекциите, со плановите, што не очекува во следниот период. Инаку годинешното јубилејно 55-то издание на фестивалот ќе биде отворено со сценската кантата Кармина Бурана на шпанската продукција La Fura dels Baus, заедно со македонската опера и балет и македонската филхармонија. Отворањето е на 12 јули во 21 часот на сцената на Античкиот театар. Метеоролозите најавуваат пеколни температури за наредните денови. Температурата во среда на југ од земјава се очекува да достигне и до 40 целзиусови степени. Во Охридско-Струшкиот регион живата во термометрите ќе се искачи до 34 степен, со што и нашиот регион ќе влезе во жолта фаза. Поради тоа од утре, здравствените домови ќе организираат пунктови за бесплатни прегледи и совети за превенција од топлото време. Во најризичниот период од 11 до 17 часот да се одбегнува физичка активност, да не се излегува на отворено, на директна изложеност на сонце, да се употребува лесна храна, да се конзумираат повеќе течности, да се носи лесна облека, заштита на главата, постарите лица редовно да ја земаат пропишаната терапија. Доколку граѓаните мора да излезат на сонце, да практикуваат пауза или одмор под сенка или во некоја климатизирана просторија, а со себе да се носи вода. Ова се препораките од Министерството за здравство по најавата дека во текот на утрешниот ден во целата држава сите региони ќе влезат во жолта фаза со температури од 34 до 40 степени, а се очекува овие високи температури да продолжат и во наредните денови. Здравствените домови во државата и Црвениот крст на препорака од Министерството за здравство од утре ќе организираат пунктови за бесплатни прегледи и совети за превенција од топлото време. И Охридскиот здравствен дом ќе врши превентивни прегледи на пунктови секој ден од 18 часот и 30 минути до 21 часот и 30 минути, а ќе се мери крвен притисок и ќе се даваат совети за превенција од топлото време, но и за здрав начин на живот. Од ресорното министерство ги известиле здравствените установи да бидат подготвени за топлотниот бран, да обезбедат што поголем број сместувачки капацитети, доволно лекарства, персонал, да посветат внимание на климатизирање на просториите, а да обезбедат и вода за пиење. Од центрите за јавно здравје добиле брошури кои ќе ги дистрибуираат до населението. Од Министерството за здравство предупредуваат дека високите температури може да доведат и до појава на разни заболувања, до труење од храна и затоа апелираат повеќе да се внимава на личната хигиена, добро да се мие овошјето и зеленчукот и да се одбегнува лесно расипливата храна. Да ги погледнеме и вестите од регионот и од светот. Брисел од официјална Атина очекува да представи сериозни предлози додека на земјата и се заканува банкрот заради долгот од 323 милиарди евра. Денеска во Брисел ќе се одржи самит што може да биде одлучувачки, на кој европските лидери треба да ги утврдат понатамошните чекори за состојбата во Грција. Самитот го свика председателот на Европскиот совет Доналд Таск, а на инсистирање на францускиот председател Франсуа Оланд и на германската канцеларка Ангела Меркел. Грчкиот премиер Алексис Ципрас ветил дека на денешниот самит Грција ќе излезе со нов предлог на реформи. Нив ќе ги представи новиот министер за финансии Еуклид Сакалатос. Тој на оваа функција дојде на местото на Јанис Варуфакис, кој се повлече за како што објасни да му помогне на грчкиот премиер да постигне договор со кредиторите. Грчките медиуми пренесоа дека премиерот Ципрас од лидерите на земјите членки на еврозоната ќе побара долгот на неговата држава да биде намален за околу 30%. Директорката на Меѓународниот монетарен фонд Кристин Лагард рече дека Грција најмногу што може да добие е техничка помош, но не и пари.
Советот за безбедност на Обединетите нации денеска ќе разгледа британската резолуција за Сребреница, со која се одбележува 20 години од масакрот во Сребреница, но резолуцијата може да се соочи со вето од Русија, која ги поддржуваше босанските Срби и Србија за време на војните во 90-тите години на минатиот век. Нацрт резолуцијата го осудува злосторството во Сребреница и повикува да се направат напори со кои би се спречил геноцид низ светот. Ако се прифати дека трагичните настани во Сребреница се геноцид, тоа е предуслов за помирувањето, стои во резолуцијата. Во неа се осудуваат и тие што го негираат геноцидот. Американскиот претседател Барак Обама изјави дека коалицијата предводена од САД, која се бори против милитантите на Исламска држава, ја интензивира својата кампања против базите на екстремистичката група во Сирија, особено против врвните лидери. Ние одиме по лидерството и инфраструктурата на Исламската држава во Сирија, срцето на оваа група кој пумпа средства и пропаганда до луѓето на секаде во светот, рече Обама по вчерашниот состанок со врвни војни лидери во Пентагон. Обама истакна дека не постојат планови за испраќање дополнителни американски војници во странство, но тој рече дека САД ќе продолжат да се борат против нелегалното финансирање на операциите на групата во целиот свет и ќе сторат повеќе за обучување и опремување на умерени опозициски групи во Сирија. Денеска истекува крајниот рок за договор за иранската нуклеарна програма. Шефовите на дипломатиите на САД, Русија, Кина, Велика Британија, Франција и на Германија се обидуваат да ги затворат последните празнини во договорот, кој треба да ја ограничи нуклеарната програма на Техеран во замена за олеснување на санкциите. Тие денеска ги објавија консултациите за конечно решение. Средбата се одржува без учество на Иран. Шефот на кинеската дипломатија Ван Ки денеска изјави дека се опфатен договор е на дофат. Високиот представник на Европската унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини истакна дека Иран и 6 светски сили веќе нема да го поместуваат рокот за завршување на преговорите за нуклеарните прашања. Со едноминутно молчење и марш на солидарноста британците денеска одбележуваат 10 години од самоубиствениот бомбашки напад во Лондон во кој загинаа 52, а беа повредени повеќе од 700 луѓе. Британскиот премиер Дейвид Камерон и градоначалникот на Лондон Борис Џонсон положија венци во Хајд парк, а на 4 локации на бомбашките напади цвеќе положија преживеани граѓани, работници од лондонското метро и хитната служба. Камерон кажа дека неодамнешниот напад во Тунис во кој загинаа 30 британски туристи е само потсетник дека заканата од тероризам е присутна и реална. Нивото на безбедност во Велика Британија останува на втор степен од вкупно 5. 2 американци и 1 британец биле прободени, а 8 други туристи полесно повредени од бикови на првиот ден од фестивалот во Памплона, каде според традицијата граѓани и туристи трчаат низ улиците пред разјарените бикови. На опасните трки со бикови секоја година учествуваат повеќе илјади туристи облечени во бело со црвени марами околу вратот. Биковите трчаат од шталата до градската арена 825 метри, а до повреди најчесто доаѓа на тесните грла низ уличките или кога некој ќе се сопне пред биковите. Секоја година има десетици повредени, а последниот смртен случај беше во 2009 година. Фестивалот потекнува од 16-тиот век, а се слави во чест на заштитникот на Памплона Свети Фермин. Фестивалот го овековечи Ернест Хемингвеј во романот Сонцето повторно се раѓа. Овогодинешниот фестивал во Памплона ќе трае до 14 јули. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Наредното информативно издание Дневникот за лица со оштетен слух. До тогаш ви благодарам за вниманието. Пријатно.